Добар ден, ученици! Јас сум Давкова Маја и на денешниот час ќе зборуваме за боите на белата светлина. Да се подсетиме. Што е светлина? Се што можеме да восприемаме со нашето сетило за вид е светлина. Светлината е вид на енергија и таа представува електромагнетен бран. Какви извори на светлина имаме? Изворите на светлина можеме да ги поделиме на природни и вештачки. Зошто настанува прекршувањето на светлината? Прекршувањето на светлината настанува како резултат на различната брзина на простирање на светлината од една во друга оптичка средина. Или прекршувањето настанува поради различниот индекс на прекршување. Една од најинтересните и највозбудливите појави во природата е појавата на виножитото. Луѓето уште од давнина се обидувале да си го објаснат овој природен феномен. Се прашувале зошто и како настанува појавата на виножитото. Доколку е сончево и врне дожд, можеме да забележиме виножито составено од спектар на различни бои, почнувајќи од црвената, портокаловата, жолтата, зелената, светлосина, темносина и виолетова. Остра граница помеѓу боите на виножитото не постои. Многу често можеме да забележиме и различни нијанси на боите на виножитото, како резултат на магла или присуство на некои прашинки во воздухот, додека имаме сончево и врнежливо време истовремено. Да објасниме зошто настанува виножитото. Белата светлина се состои од сите овие компоненти на спектарот на виножитото. Доколку светленски зрак усмериме кон оптичка призма, настанува прекршување на светлинскиот зрак и забележуваме дека тоа прекршување не е една линија на светлинскиот зрак, туку представува спектар од бои. При излегувањето во надворешната средина настанува повторно прекршување, при што аголот на прекршување, каде што е црвената боја, е 42 степени, а каде што е виолетовата е 40 степени. Другите нијанси на светлина се прекршуваат помеѓу аголот од 42 до 40 степени. Како настанува појавата на виножитото? Кога е сончево времето, светлината од сонцето се прекршува во дождовните капки, кои што играат улога на оптичка призма. И при тоа можеме да го забележиме спектарот на боите на виножитото. Спектарот на виножитото можеме да го забележиме и во меур од сапуница или пак доколку го наводнуваме тревникот, ја пуштиме прскалката при сончево време, ако гледаме кон прскалката, низините капки од вода исто така можат да ја разложуваат светлината до спектарот на виножитото. Како електромагнетен бран, видливиот дел на спектарот на белата светлина ни е представен овде на овој слайд. И при тоа гледаме дека црвената боја има најголема бранова должина, некаде 70 нанометри. Меѓутоа има многу мала фреквенција. Додека виолетовата боја има најмала бранова должина, а има најголема фреквенција. Ултравиолетовата и инфрацрвената боја се дел од белата светлина, меѓутоа не спаѓаат во видливиот спектар. Бидејќи физиката, освен теоретска, е и експериментална наука, за денешниот час имате активност да изработите Њутнов диск. Исак Њутон ја докажал појавата на дисперзија, разложување на белата светлина,
дека таа се состои од сите компоненти на виножитото, па ваша задача е да изработите еден Њутнов диск. Тоа можете да го направите ако еден круг го поделите на овие 7 компоненти и ги избоите со дрвени боички или можете да ги излепите со светло блокче и да го залепите на еден круг во кој што можете да протнете конец и вртејќи го конецот ќе забележите како боите се прелеваат и ако брзо вртите ќе видите дека останува само белата светлина. Или пак за побрзо да ви биде ротирањето на кругот, можете да го прицврстите со еден електромотор. За полесно да го изработите тоа, може да ви послужат овие линкови кои што ви се понудени како корисни линкови за полесно да го сработите и направите вашето експериментирање. Прашања од денешниот час. Кога се појавува виножитото? На што се должи појавата на виножитото? Од кои бои се состои спектарот на белата светлина? Која е основната причина за разложување на боите? Објасни како се разложува белата светлина во една капка од дожд. Обидете се да ги одговорите овие прашања откако ќе ја проследите внимателно оваа презентација. Ви благодарам за вашето внимание.